формирањето на Охрид Нјус се направи една мала револуција во новинарството, не само во Охрид, него и во цела Македонија. Сигурно дека ево денешниот медиумски простор или денешното наше живење, многу охриѓани не можат да го замислат без Охрид Нјус, без во денот да ја посетат вашата страна, да отворат, да прочитаат што пишува во незе. Јас сметам дека цело време објективно ги известувате за настаните, дека во вашето известување има мала доза и на критика према одредени состојби, како во општината, така во државата. Меѓутоа, што е најважно, никогаш нема политика. Што сметам дека е многу важно за развој на едно демократско општество, како што ние сакаме во Охрид да градиме. Пред се би сакал да ви го честитам роденденот, односно јубилеот, 5 години од постоењето на Охрид Нјус, кој не само во Охрид, туку мислам и во Македонија, еден од првите, ако не и прв дигитален весник од ваков формат. Инаку, наискрено да ви кажам, јас кој ќе сакам да се информирам за нешто што се случува пред се во Охрид, прво ги читам Охрид Нјус. Исто така би посочил дека вестите, односно известувањата се баш она како што испоред моје мислење би требало да изгледат новинарски вести, она точно што се случило и нема ниту навивање, ниту напаѓање, ниту бранење на некого, него баш точно она чиста вест. Благодарение на Охрид Нјус имам нова зависност. Мојата нова зависност е кафе од Сабајле со Охрид Нјус. Можам да кажам дека револуцијата која направи Охрид Нјус во однос на квалитетот на соопштување на информации и на квалитетот на еден совршено либерален весник кој пласира информации кои се навистина од висок квалитет, без никаква пристрасност, ме натера да бидам фан на овој електронски весник. И секое Сабајле напладне и навечер е мојата дневна доза. Две битни работи се за Охрид Нјус. Прво што започна со тој современ начин на информирање, прво Охрид. Не е толку битно, битно е што во овие 5 години таа доверба што ја имаше во почетокот, не само што ја задржа, туку ја и прошири. Ми се чини дека е тоа резултат на едно објективно, добро информирање, за разлика од други бројни, не само во Охрид, туку пошироко, медиуми кои се под силен партиски или бизнис притисок, така да луѓето се желни за добра и објективна информација. Тоа значи дека во Охрид Нјус работат луѓе што сериозно ја сватиле својата работа, високо професионални, и таа доверба веројатно и понатаму ќе ја сочуваат. Охрид Нјус за мене е бренд, бидејќи 5 години во интернет просторот значат исто како 5 децени во медиумскиот простор. Вие сте многу напред. Од секогаш викам дека Охрид Нјус е најобјективниот, меѓу најобјективните вестници во нашата држава. Настаните од областа на животна средина секогаш успевате да ги покриете, дали преку реакции на еколошките друштва или преку граѓаните, што значи дека ностоп сте будни, ги покривате сите настани. Би сакал да продолжите во овој правец и уште нешто што би дополнил, би сакал на Охрид Нјус да видам и некој форум каде што граѓаните би искажувале своји мислења и отворени иницијативи. Целта на еден медиум е точно да ја пренесе приказната и точно да ги каже вистините што се случуваат во еден град. Охрид Нјус веќе години се профилира во таа сфера и сметам дека она што како правец го зацрта, ќе треба да си го зацрта и во наредниот период, затоа што точно ги нотификува сите активности кои се случуваат во Охрид и можеби најголемата потврда за еден медиум, за Охрид Нјус конкретно, е што кога ќе седнат луѓето
наутро на кафе, кога ќе разговараат за темите што го окупираат Охрид и што се случуваат во Охрид. Нивната почетна реченица е "Виде на Охрид Ньюс", пишеше на Охрид Ньюс. Значи, тоа е добивката на еден медиум што треба да си ја има и да ја зачува. Охрид Ньюс представува една успешна приказна. Генерално за мене, за мојот компјутер представува хомпејдж. Јас се будам со Охрид Ньюс, легнувам со Охрид Ньюс. Генерално за охриѓани, Охрид Ньюс представува реклама на CNN, реклама на Eurosport. За мене е еден бренд кој што веќе излезе и надвор од границите на Македонија. Со Охрид Ньюс многу луѓе се поистоветуваат. Она што е за мене битно, Охрид Ньюс представува пример за општествена одговорност, за кој што верувам дека 80% од медиумите заборавиле што е тоа. Охрид Ньюс се фактите, истите факти кои што новинарите ги заборавија, а се темел на едно новинарство. Јас се надевам дека Охрид Ньюс уште многу години ќе има, значи успешни години, тимски години, спортски да се изразам со оглед дека представуваат еден одличен тим кој што знае што сака, кој што има концепт, кој што има стратегија, кој што владее со информацијата, што е многу битно во новинарството и кој што знае да се пласира на светско првенство. Вие работевте на вистина многу добро, со текот на времето се развивавте, со тоа што граѓаните на вистина веќе почнаа да веруваат во вас, почнаа да веруваат во вашето работење. Од прва гледна точка што вашите информации на Охрид Ньюс се на еден начин кратки, јасни и концизни, според мене. Јас знам дека тоа е мислењето на многу граѓани, бидејќи сум разговарала со нив. Тоа е од една страна. Од друга страна, информациите се многу реални, веродостојни. Охрид Ньюс, ќе речев еден од првите, ама ќе сгрешев првиот портал во Охрид, Охридско и меѓу првите во Македонија. Го пратам од самите почетоци и можам да кажам само добри зборови, затоа што тоа е вистината. Да тргнеме од забава, што јас најмногу ја пратам забавата, од вестите, од случувањата во Охридско-Стручкиот регион, во светот и Македонија. Прв беше во Охрид и мислам долго време ќе го држи првото место. Ја користам оваа прилика на моје големо задоволство да му честитам убав јубилеј, 5 години, не е мало. Значи, среќен 5-ти роден ден, ви посакувам се најдобро и да продолжите да нижите успеси и се читаме. Охрид Ньюс за мене како медиум представува единственото вистинско и реално лице на градот Охрид. Секој утро мојот ден започнува со Охрид Ньюс, а исто така и секој ден завршува со Охрид Ньюс. Единствената светла точка во нашиот град во рамките на спортот представува Охрид Ньюс, кој е наш 24 часовен пријател и поддржувач, кој не бодри и во лошите и во успешните моменти на спортската сфера во нашиот град. Пред се збогати, значи, медиумското небо со еден медиум, кој што на некој начин им ја доближи реалноста на граѓаните, транспарентно, објективно и на еден специфичен начин. Со рубриките кои што ги имате, му се дава можност на сите да го кажат своето мислење, меѓутоа и да го прочитаат онака она што се случува во нашиот град, па и во државата, на еден транспарентен начин, објективен, со што ми дава за право да кажам дека еден од ретките медиуми кој што веќе 5 години обстојува со еден добар концепт на работа, со правилен начин на функционирање и пред се она што го кажав отворено, објективно и транспарентно. Јас бев присутен на отварањето, тоа што беше нешто ново за нас. И после 5 години можам да заклучам, да констатирам дека Охрид Ньюс како портал помогна како во информирање на луѓето, во ширење на приказката убава за Охрид, помош во презентација на туризмот, помош до разни манифестации. Можам да констатирам дека за разлика од други медиуми, вашиот остана доследен на приказката, остана реален и со задоволство секојдневно денот ми почнува и ми завршува со вашата страница. Ви честитам на ентузијазмот со кој што влеговте во овој проект и на одличната проценка на барањата на локалниот пазар на информации.
Создадовте прекрасно електронско издание кое од самиот почеток влезе како драг гостин во нашето секојдневие. Препознатливи сте, секогаш точни, прецизни и навремени, не напаѓате, не шпекулирате, едноставно информирате. Она што мене лично најмногу ми се допаѓа и ми користи е фактот дека вие пулсирате заедно со нашиот град, заедно со настаните и случувањата во секој нов ден. Тоа одлично го правите, нудејќи ни информации од сите сфери на градското живење. На целиот ваш тим ви посакувам уште многу години успешно да работите на оваа охридска приказна, а ние меѓу себе кога ќе споделуваме информации, секогаш одново да кажуваме го прочитав тоа на Охрид Нјуз. Искрено да ви кажам, кога ќе седнам дома на компјутер, мојата деневна рутина, кога ќе седнам на интернет е, значи, први отворам сигурно Facebook или мејл, третото нешто е Охрид Нјуз. Ми се допаѓа тоа што има редовно апдейт на информациите и мислам дека и доста добро се подредени. Значи се што ме интересира општо што се случува во градов, поготово ако не сум бил долго време во Охрид, бидејќи имам доста настапи низ Македонија, се што се случува ново можеш да дознаеш. И не само во Охрид, туку општо и има доста информации за Македонија, за светот.